Со низа манифестации во Приштина се одбележува 20 годишнината од влегувањето на НАТО силите на Косово. Во рамките на прославите, Косово му искажа голема чест на поранешниот американски председател Бил Клинтон за трасирање на патот на независноста на таа земја од Србија. Косовскиот председател Хашим Тачи му додели на Клинтон орден на слободата за неговата улога за време и по војната на Косово со Србија во 1998 и 1999 година. При тоа тој рече дека Клинтон е символ на доверба, оптимизам и надежда граѓаните на Косово. Клинтон, кој заедно со неговата тогашна државна секретарка Медлин Олбрайт и други високи светски политичари е на Косово, во чест на 20 годишнината од распоредувањето на војниците на НАТО, оцени дека Косово е пример за демократија и заслужува членство во Европската унија и НАТО. I think the whole world today, with all this turmoil, can look to Kosovo as an example of democracy and a commitment to improve, to grow, and to live in peace with one's neighbors. Конфликтот на Косово, тогаш провинција во Србија, заврши по 78-дневната кампања на НАТО бомбардирање против српските напади врз етничките албанци. За време на конфликтот загинаа повеќе од 10.000 луѓе, а 1650 се уште се вода за исчезнати. НАТО од крајот на конфликтот води мировна операција за поддршка на Косово, позната како КФОР. Тоа е најголема операција на НАТО во Европа и има војници од 28 држави, со комбинирана сила од повеќе од 3.500 воени и цивилни лица. Адмиралот Джеймс Фого, командант на командата на Сдружените сили на НАТО, рече дека целта е да се прошири и продлабочи диалогот и партнерството како дел од заедничките напори, конечно да се исполни визијата за Европа, цела, слободна и во мир.